македонскиот народ правеше големи напори за национално и социјално ослободување од отоманското робство, се појави Димитар Поп Георгиев Беровски, роден во 1840 година во семејството на Поп Георги Димитриев од Берово. Основното училиште го завршува во Берово, а во 1858 година се запишува во Одеската духовна семинарија, од која поради својата бујна природа бил исклучен. По исклучувањето од семинаријата тој доаѓа во Белград, каде што стапува како доброволец во српската војска. По ослушувањето на војниот рок се враќа во Берово и станува еден од главните раководители за борбата против Отоманската империја. Слуша дека имате гостин? Да, имаме гостин, од Берово е. На татко ми е пријател, па дојде да не посети. Како да видев некој да доаѓа. Кој може да биде тоа? Турчине. Да, турчини. Чекај. Па тој е Кара Али од Петричко. Да влезете. Мајко, што сте се уплашили? Алија доаѓа кај нас. Димитри, Мајка. знаеш што е? Стара Анија. Знам. Многу девојчина обесчестил, многу невести нападнал. Ти слушаш, а нас сланите не ограбува. Не плачи, мајки, не плачи. Мајче, не тревожи се. Слушај, Димитри, ти се молам, скри се некаде, засолни се. Зашто? Да не те види дека си тука. Отварајте да ме пречекате како што е редот, бе, ѓаури! Повели, Аго, повели. Што ви треба, Аго? Што ви треба, Аго? Susmoži. Mašala, ubava ѓаврука. Аго. Кај ви се мажите, невести? Нема никого. Сите се на работа, Ага. Сите се на работа, Аго, сите се на работа. На работа. Што ви треба, Аго? Ајде горе. Аго! Аго, ти се молам. Не ради го коњот! Аго! Наполи на вреќа овес! Добро, како? Mašala.
Što je ovo ovdje? Za koga je vesteno? Kako za koga, Aga? Za nas. Za vas. To mi za nas, Aga. Marče! Donesi peni sa sedam. Dur! Ne ti! Starata! Vidiš. Evo Aga, pomeni Aga. Pomeni Aga. Pomeni sebi. Isprži jedno pile na zejtin. Vedaš, Aga, vedaš. I vino! I vino. Brzo! Brzo! Evo odmah, vedaš. Daj go bardako. Kaj se parite? Nema me, Aga. Nemate pari. Nema me. Kaj se parite? Pušti me. Pušti me. Sjaćete kola. Ne, ne. Ne. Dobro. Dobro. Ке те заколам со твојата сабја. Милост, Ефенди. Милост. Милост. Ти давам чесен пеливански збор дека нема да правам никаков зилум. Majkina mater, dostanu! Ago, molim se neka ti prosti. Neka ti prosti ti lošo ki vide, Ago! Dimitrija, te molim, stvarno, te molim. Dostano, дай го јаш. Димитри, Стани! Димитри. Димитрија, те молим. Напред! Димитрија, те молим. Држи. Ако те видам друг пат, главата летна. Марш! Евала, Ефенди. Евала. Димитрија! Димитрија, синко! Димитрија! Синко, Димитрија! Слушај, што ќе правиме? Ако се вратиш, сега со неговите разбойници. Не плаши се, мајче, нема тој повеќе да се врати. Разбойник ема, зборот му е закон. Панковице! Нема да прави повеќе залуми. Што стане со вас, млади? Што да ти кажам, што? Шта стана, дедо Никола? Ништо, робство. Турците колат, грците погарчуваат, бугарите побугаруваат. Само пушка треба, ништо друго. Пушка. Така е. Јас не можам да го трпам повеќе овој кучешки живот. Не плаши се. Подготуваме восстание, ама наше македонско. Ке ќе слободимо од овие робства. Ај се здрави.
Не грижете се, јас пак ќе наврат. Димитрия, Останете ми се здрави. sa zdravi, slušaj, da dođeš, Dimitrija. Коста. Браво. Кој е добро, Димитрија? Какво добро, многу лошо стана, Коста. Кога било Арно, брате, кај нас? Туку кажуваш што толку лошо станало. Кајде да или одведе ме, имам да му кажам нешто многу важно. Таму е. Ајде со мене. Ајде. Дедо Иле. Здраво, живо. Што те натера, Димитри, да дојдеш? Дедо Иле. Сигурно имаш нешто важно да им пренесеш. Дедо Иле, само што бев дошол кај Чорбаджи Панко да го посетам и сакав да седнам кога влета девојчето преплашено од чардакот зашто го видела Каралио Петрич. И? Му ја отичи ли глава? Не. Не, ама. Дедо Иле, вети тој дека повеќе нема да направи ни еден зулум. Абе, тој е голем јунак, само... Кој знае? Се заколна во Аллах. Туку да те прашам. Нема ли да биде добро со твојата чета да влеземе в селото за секој случај Каралија да не го запали? Сигурно кога не му ја отсече главата, сега ќе треба ние да мислиме на него. Туку што сакав да ти кажам? Кажи. Владиката, грчкиот владик, Го знам. оди оцело в село и со ќоте ќе собира владичнината. Згоре на се со сила сака да ги погречува македонците. Не чека многу тешка работа, Дедо Иле. Условите се многу тешки и како прво ќе мораме ние младите да ги натераме да учат и пишуваат македонски. А потоа ќе мораме добро да ги организираме за да знаат сами како да се бранат од секакво робство. Не е лесно, Димитрија, ама ќе успееме. Утре е Света Недела.